македонскиот суверен народ и сите промакедонски субјекти, од жените, мајките, бранителките на универзалните, елементарни и есенцијални права, за отпочнување и стапување во широк семакедонски народно-ослободителен фронт за ослободување од окупаторот и окупацијата. Со оглед на тоа што наместената нелегитимна антимакедонска власт веќе ја застапува и настапува од име на некоја Северна Македонија, која што мнозинството и мнозинскиот народ, македонски народ, ниту ја изгласал, ниту пак ја признава и прифаќа, туку напротив, досега безброј пати сме се обраќале аргументирано на разни начини против овие антимакедонски политики со автентични родолюбни иницијативи, повици, барања, декларации, одлуки, петиции, представки, протести, маршеви, бојкот, отпор, граѓанска непослушност за одбрана на националниот, народниот и државниот суверенитет и одбрана на универзалните елементарни и есенцијални права, а врз основа на нашето универзално, елементарно и неоттугиво право и неоттугиво право на самоопределување загарантирано со Уставот на Република Македонија, Резолуцијата на Организацијата на Обединетите нации од 1948 година, Виенската конвенција и останатите меѓународни акти, договори и меѓународното право, чии што потписник е и Република Македонија. Истото не ни беше заштитено, не беа прифатени и не беше постапено по тие наши барања и укажувања, туку флагрантно, незаконски ни се одзеде. Кога неправдата, кршењето и одземањето на универзални, елементарни и есенцијални, колективни и индивидуални човекови права, загарантирани на сите народи, па и на македонскиот, станува закон. И кога правно, историско и административното бришење на македонската држава станува закон, тогаш отпорот и борбата станува обврска и историска должност. Да постапиме по законското, уставното и меѓународното право и должност во одбрана на своите загарантирани, универзални, елементарни и есенцијални права. Врз основа на Декларацијата на македонскиот народ за неговите црвени линии и стратегија за зачувување на името на Република Македонија и на македонскиот идентитет, јазик, историја и култура, која за прв пат после Асном се носи од македонскиот народ, која тековно се подпишува и е доставена до највисоките релевантни инстанци во државата и на меѓународно ниво, ќе ги прочитаме 4 точки кои што одат со овој апел и повик. Под 1. Не признаваме нелегални и нелегитимни дејства и одлуки на нелегитимната, октруирана, ненародна власт и окупаторска диктатура и извршените уставни измени со цел промена на вековното уставно и уставно име на државата Република Македонија. 2. Не ја признаваме нелегалната и нелегитимната творба Република Северна Македонија
и каков било правен промет со неа или во неа, во наше име го прогласуваме за ништовен. 3. Сите суверени застануваме со својот единствен суверен народ во редовите на широк Семакедонски народно-ослободителен фронт за ослободување од наметнатата окупаторска диктатура на оваа нелегитимна, нелегална, антимакедонска, вандалска власт. 4. Целата територија на Република Македонија и истата ја прогласуваме за слободна, суверена територија на македонскиот народ и сите лојални државјани и малцинства, кои живеат во неа и надвор од неа, во земјите и државите каде што живеат македонци по род и државјанство. Оние што ќе застанат во редот ќе бидат прогласени за органски, доблесен, родолюбив дел од македонскиот народ. Оние што нема да го прифатат тој последен крик за ослободување на македонскиот народ и држава, ќе ги сметаме за соучесници на окупаторите и како што најавувавме подолго време, ќе бидат жигосани од сопствениот народ. Стапувањето, приклучувањето во Народно-ослободителниот фронт ќе биде особено овозможено по електронски пат, преку електронска форма на страница која што сега во моментот е се уште во подготовка, но за тоа ќе бидете сите информирани, а исто така и на писмено. Значи, дали ќе биде по патна изјава, зашто дополнително ќе одлучиме, а денеска и исто така понатаму ќе може исто така да се врши и со едноставно подпишување во обична тетрадка. Еве тука ние имаме овдека една таква, каде што е нагласено кон што се пристапува, пишува. Ете, со овој апел кој што ќе го доставиме до сите поединци и субјекти, значи дали организација, здружение, политичка партија, асоциација или друга форма, или на група, формална или неформална, ќе ги замолиме сите да, особено субјектите, да одредат и лице кое што ќе ги представува на средби, на состаноци и така натаму. Македонија на македонците, 14.2.2019 година, од жени, мајки, бранителки на универзалните, елементарни и есенцијални права.